Засилени контроли и итна реакција на терен. Владата најави борба против злоупотребите кои ги прават делотрговците. Премиерот на итен состанок со првите луѓе на пазарниот инспекторат, на Комисијата за заштита на конкуренцијата и на Министерството за економија добија насоки сите инспектори да излезат на терен и да изречат ригорозни казни за сите маркети кои неосновано заработуваат на грбот на потрошувачите. Беа потенцирани два ланци на маркети кои што од страна на ваши колеги, кои што можеби според нивното кажување прават одредени би рекол изигрување на законите и процедурите, и денеска истите тие ќе подлежат на ригорозна контрола и деновиве кои што следат. Бидејќи според информациите со кои што располагаме, имаме отприлика околу 20.000 комитенти по ланец супермаркети, ќе треба да длабоко се навлезе во тоа да видиме дали постојат вакви индици, но истовремено и други трговски, би рекол, објекти ќе бидат подложени на ваков тип на контроли. Премиерот вели дека го разбира револтот на граѓаните кои се организираат за бојкот на трговските синџири в петок и додава дека владата ќе се справи со овој проблем и ќе направи се што е во нејзина моќ за да го заштити стандардот. Во исто време вели премиерот ќе се продолжи со субвенционирањето на најпогодените категории граѓани. Во меѓувреме повикот за бојкот в петок под паролата "Попусто попусти кога цените се исти" наидува на се поголема поддршка. Зад акцијата застана и Организацијата на потрошувачи и синдикатите. Од Конфедерацијата на слободни синдикати велат дека граѓаните мора да се заштитат од ивеењето на трговците кои екстремно ги покачија цените без никаква причина. Ова требаше и порано да се случи затоа што екстремното покачување на цените во денешно време донесува до една суптилна ситуација каде што 100 денари пред неколку 5-6 години, да кажеме, вредат многу повеќе од 200 денари во денешно време. Се надеваме дека и тој закон за нефер трговски практики ќе создаде ред, но треба многу силна иницијатива од институциите тоа да се спроведе на терен. Можам да кажам дека и оние есенски кошници што беа и новогодишната кошница, дадоа некои одредени ефекти, но гледавме како се однесуваат трговците во моментот кога е дадена слобода на нив да одлучуваат самите. Иницијативата за бојкот се случува по период во кој владата посредуваше во обидот да ги заузда цените. Имаше и конкретен договор кој сепак првично делотрговците го изиграа, за подоцна да почнат да го спроведуваат во рамки на така наречената новогодишна кошничка. Во моментов во сила е законот за нефер трговски практики кој треба да стави ред во трговијата. Инаку кампањата во Македонија за бојкот настана по примерот на иницијативите во Хрватска и Босна и Херцеговина, каде граѓаните планираат да се воздржат од купување во супермаркети и да ги избегнуваат помалите маркети на 31 јануари. Слични чекори најавија и граѓаните во Црна Гора.